Институционалната прошетка ја продолжуваме саботерски стигнувајќи до судскиот совет. Тој функционира како некое основно училиште за непримерни деца, во кое до класната ниту стасало оправдание за отсутниот ученик, ниту за тоа добила известување од родител. Сметав дека како председател треба да знам за да ја организирам работата, но не добив известување до кога ќе барем од прилика до кога би била на боледување, дали е подобра и слично. Тоа е секако идна некоја неизвестна околност боледувањето, меѓутоа барем коректно беше да знаеме барем првичното доболедување со кој датум е дадено. Тоа не го добивме. Со оглед дека почнува периодот на растусти, треба да се поправат оценките пред да заседава наставничкиот совет. Редно е да се испрашаат тие што сакаат да направат корекција. Како и секогаш, тие што се обидуваат да се провлечат даваат не баш јасни одговори. Например, околу тоа пред кого членовите на судскиот совет даваат заклетва. Владата се уште не е формирана, значи не знаеме кога би било тоа и Зашто влада? даваат во собрание заклетва. Председател има, добро. Поделбата на власта како основа на системот на владење изгледа слабо научена лекција, но веќе сите се изморени и никој не мисли баш во целост на процедурите. Наважно е да се одбере добар костум за капење. Треба што побрзо да се заврши и кој нормален од плажа би се враќал на итни седмици. Ако има волја денес да преминеме на оваа точка во ред, ако не бидејќи јас краток период сум на годишен одмор, тогаш ако во меѓувреме се даде заклетва, особено вие колеги што сметате дека нема да има пречки, треба кворум да обезбедите за седница на заменикот и да свикувате итна. Иден летен период, идат годишни одмори. Затоа можеби е добро денеска да донесеме одлука со одложено дејство. Ефективноста е исклучително важна, без разлика дали се работи за одложено или за решение кое стапува на сила веднаш. Кога се сака, навистина се може, па дури да се избере веде председател на суд, со толку експресна проверка на податоците за квалитетот, со која веројатно не се одлучува ни за прв човек во местна заедница. Колеги, колку ви е доволно за да проучите? Еве сега е 10:20, дали може во 15 до 11 или малку? Ај за половина час. Ве молам за половина час, но да бидеме точни, весна тоа оценки кој е заменик, сите информации и јас ги барам исто бидејќи јас ги немам. Иако излезе дека оценките воопшто не се важни, тука е важен континуитетот. Лошото владење со материјата доведе до друга дилема, која всушност не е дилема, туку некаква логика која е потполно нелогична. Ако само малку, не мора да толку студиозно, ама ако се прочитаат прописите. За мене, искрено, во овој момент се постави на процесно прашање или пречка. Ние со изборот на жртвина од заменик во ВД остануваме без заменик во судот. Се поставува прашањето дали ВД председателот може да именува сега заменик. И на крајот, и додека ВД председателот избран со одложено дејство, нормално ќе се избере свој заменик. Од толку многу мудрување и брзање, сепак се случуваат грешки. По укажување на членот на Советот колегата Милјази Мустафа, бидејќи никој не воочивме пропуст, но не е задоцнето никогаш, се ставаат сега повторно гласање, се ставаат вон сила донесните одлуки и се пристапува. Добро, само дополнително тогаш, дополнително да се гласа. Чудните компликации, инфантилниот анимозитет и отсутството на должно внимание се само еден сегмент од навидом нормалното функционирање на судскиот совет. Ама и тие не се проблем. Проблем се пропустите, а тие секогаш е доцна да се исправат, особено ако се направени при изборот.